ем црвено, ем дрвено. Ета како Магепсана гледаше во корпата со шарени великденски јајца, која стоеше на средината од трапезариската маса. Веќе трет ден како се бојосани, но таа не смее да ги допре. В недела наутро, вели мајка ѝ, тогаш сите заедно ќе појадуваме и секој ќе си го одбере своето великденско јајце. Кој ќе чека до недела, мамо? Се бунеше Ета. Но попусто, мајка ѝ не попушташе. 8 и недела. Целиот дом мирисаше на цвеќето здравец. Појадокот беше свечено сервиран. И чаршафот на масата, и салфетките, и чиниите, се беше со великденски декорации. Великден е најшарениот и највеселиот празник, се радуваше Ета. Ајде, седнувајте сите на масата, многу сум гладна, ајде, побрзајте. Ета немаше трпение. Одва и чекаше да се кршат со великденските јајца. Тоа црвеното во средината е мое, викаше. Никој да не ми го зел. Добро, добро, се согласи мајка ѝ. Земи го веднаш за да нема плачки. Јас плачка, се налоти Ета. Кога сум плачела на Великден? Праша земајки го црвеното јајце. Јас ќе го земам зеленото, се придружи и сестра и Кате. Јас ова шареното, рече таткото. А јас, еве ова, во боите на виножитото, се одлучи мајката. И кршењето со великденски јајца почна. Некој победи, друг изгуби, само Ета се смешкаше. Моето јајце има 4 животи. Никој не може да го победи. Се радуваше Ета, преместувајќи го од едната во другата рака. И тогаш, оп, јајцето ѝ се лизна од рацете и туп, 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 се истркала по плочките право до столот на сестра и Кате. Ете, кој високо лета, ниско паѓа. Се смееше Кате и посегна да го дофати паднатото јајце. Не, свика Ета, не допирај го, тоа е мое, чекај. Но предоцна. Кате веќе го држеше јајцето во своите раце со зачуден израз на лицето. Не ми се верува, рече. Па ова е дрвено јајце. Така ли победуваш ти? Праша свртувајќи се кон Ета. Со лага и измама. А, не, каква лага, каква измама? Се бранеше Ета. Ова беше само шега, великденска шега, рече. Шега? Прашаа во еден глас мајката и таткото. Шега на која никој не се смее, рече Кате. Се ми е јасно, само не ми е јасно кога успеа да го ставиш твојот дрвен шампион во корпата. Тоа беше мојата тајна мисија, се смееше Ета, но ако сакате, еве, пак да се кршиме. Ќе видите дека повторно сите ќе ве победам. Ајде, прифати таткото. Ајде, се согласија и другите. И што се случи? Ета прва изгуби. Па што? Рече. И така сакав да јадам варено јајце за појадок. И почна да ја лупи на пукнатата лушпа. А сите добро знаеја дека Евгенија секогаш одбиваше да јаде варено јајце за појадок. Затоа само се погледнаа и се насмевнаа. А мајката рече: мачка на грб не паѓа. А Ета заврши со појадокот, си го зеде своето ем црвено, ем дрвено јајце и истрча надвор да се крши со децата од нејзиното маало.